зборуваме со доцент доктор Зоран Крстевски, кој што е еден од моите омилени соговорници, но верувам дека е еден од вашите омилени личности, особено кога станува збор за филозофски теми, кои што за кои што треба да се зборува, теми кои што не обкружуваат во секојдневието, а истовремено и совети, препораки кои што ни се неопходни. Јас би го поздравила Зоран во моментов и би почнале веднаш, бидејќи имаме многу за зборување како и секогаш. Добро утро или добар ден, Зоран, и добро ни дојде во утринската неделя. Благодарам на поканата, убава атмосфера, убава енергија, како и секогаш, така што мислам дека ќе направиме интересен разговор. Да. Во рака ја држам твојата последна книга, наречена Излез од криза. Ти си автор на 9 книги, тоа на нашите гледачи, оние кои што те следат, твојата читателска публика веќе тоа го знае, но оваа книга Излез од криза е книга која што пак во овој последен подлог временски период ние дури како приречник, бидејќи сакале или не, се наоѓаме во еден период каде што сите сме засегнати и секој може на некој начин да почувствува кризата, дали станува збор за психичка, дали станува за некаква физичка или психофизичка. Треба да читаме добри и позитивни мисли, да направиме разлика помеѓу песимизмот и оптимизмот, кога ќе не обземе песимизам, па да поработиме на оптимизмот, се со цел да создадеме некоја добра средина на наше секојдневно функционирање, но за некого тоа може би е полесно, за некого е потешко, за некого е невозможно. Индивидуален е пристапот, но ќе позборуваме како тоа би требало да изгледа и што е она што најчесто го прават луѓето. Да, значи за секого е различно, не секој се снаоѓа, но секој тежне да излезе од криза или да има надеж како да се справи со некои искушенија. Така што овој период, пандемија период или корона период, и нужно наметна да се бориме со себе си, со сопствените стравови, со надворешните лоши влијанија, со сето она што може не задеси, и затоа го бараме излезот од кризата. Да. Затоа и напишана таа книга, кај што обработене стравот, стресот, позитивните мисли како еден моќен енергетски штит од таа негативна состојба, барање на оптимизмот, на волјата, на креативноста, односно како од фаза на преживување да преидеме во фаза на креативност. Да. Затоа што сега преовладува концептот да преживееме. Да преживееме на екзистенцијален план, финансиски, на полето на здравјето, да се спасиме од таа закана, ама од другата страна, ако се спасиме и ако излеземе од кризата, одиме во фаза на креативност, бидејќи човекот кој што доживува удари од судбината, здравствено, поглед на односи со другите лица, тој не може да биде во креативност. Да. Тој не може да твори, тој гледа да се спаси. Затоа и всушност, вие убаво кажавте, сите луѓе различно реагираат, сите личности вадат од резерварот на собствената подсвест квалитети или дисквалитети кои што нив ќе им помогнат да одат напред или што се вели да застанат онаму кај што се. И во тој случај има и луѓе кои што па константно читаат книги, кои што па размислуваат позитивно, кои што се обидуваат да работат на себе си, а не се помрднуваат. Има лица кои што живеат стихино, апатично, не вложуваат во себе си, живеат под страв, програмирани се со негативна енергија и тие па дополнително се разнебитуваат. Има личности па кои од другата страна сакаат, бараат решение, мислат дека Бог или судбината ќе ги спаси, а не чукаат на портите, бидејќи длабоко у себе не проникнале и не пронашле нешто што нив ќе им се донесе смирение. И на крајот има лица кои што инвестираат во себе, кои што работат на себе, кои што рано почнале со нештата, кои што сватиле дека ние луѓето сме офатени со болки и со страдања, но тоа не значи да останеме на тоа ниво и со работа на себе константно се излекуваат од некои кризи. Сега, зашто оние кои што веруваат или мислат позитивно, немаат резултати. Најголемиот проблем е во емоциите. Значи, луѓето не е доволно само да размислуваат позитивно, не е доволно само да читаат книги, многу е поклучно да работат на онаа емоција која кај нив се вметнала. Емоција на гнев, емоција на себе неприфаќање, емоција на страфот и днината, емоција на страфот на пуштање. Емоција може би и на возгордеаност или пак на ниско самопочитување. Значи, без разлика, проблемот е во емоциите. Тие емоции, како ние да ги разрешиме? Со дополна на позитивните емоции. Тоа е радост, прошетка, опуштеност, хармонитет и барање, што се вели, некоја доза на позитивна енергија. Еве, оваа емисија може да биде да мала доза на позитивна енергија. Таму со Марк што правеа специјалитети, исто така доза на позитивна вибрација. Потоа прошетката, природата, читањето книга, исто така, прегратката, бакнежот,
поврзаност со другите, креативно дело, нешто си те измачило, па си го завршил, па си го успел, е креативна или позитивна доза. И сега сите ние на различно ниво бараме решение. Прво, за акумулираниот стрес, второ, за наметнатиот страв. Стравот може да произлезе од надвор, а може да произлезе од внатре. Најопасен е стравот од стравот. Се плашам дека нешто ќе ми се случи и тогаш луѓето се блокираат, не действуваат. Бидејќи сметаат секој чекор може да биде дополнителна закана. Но, всушност, целата поента е како ние да не се фокусираме на негативно, на она што не плаши, па да го предимензионираме, како ние да бараме решение за сите механизми на стрес, бидејќи тие ни го напаѓаат и имунитетот, и не разнебитуваат, и како да ги пронајдеме тие позитивни дози со кои ќе се излечиме од кризата. Затоа од текот емисијата и ќе проговориме и за тие позитивни дози. Тие се индивидуални, но да видиме и како од колективна гледна точка да најдеме решение за сериозните закани, наречени страв, програмирање со страв и стрес. Надворешно, внатрешно. Затоа ја насловивме оваа денешна тема како да излеземе од програмот наречен страв и како да го препознаеме стравот како нешто што е измислено или како некоја програма во која што сме длабоко навлезени, а е многу потешко да го најдеме излезот од тоа. И го споменавме сето ова, впрочем, да се работи на себе, да се гледа позитивното во се оно што ни го носи секојдневието и со постојано чувствување или еве благодарноста ќе ја споменеме. И таквата емоција да можеме да излеземе од тој на некој начин и магичен круг на кој што сите оние кои што можеби се нашле во истиот знаат дека колку и да слушаат, да гледаат и да читаат, многу е потешко да се пронајде излезот. Во подготвувајќи се за нашиот разговор, ја пролистав и можам да кажам поголемиот дел од книгата, дури ја прочитав, Зоран. Има навистина доста добри пораки, доста добри совети кои што ти се болдирани или потемнети, да речеме, или истакнати, за да може да се стави акцентот на истите. И во една од нив се вели дека човек треба да почувствува својата моќ и својата сила тогаш кога ќе се најде во некоја непријатна околност или кога ќе се најде во некоја непријатна ситуација или кога ќе се соочи со одреден проблем. Само тогаш можеме да се воздигнеме, да почувствуваме моќта која што имаме во себе, да знаеме како да маневрираме во истиот момент со тоа што го чувствуваме и тоа што ни се случува, да излеземе од таму да излеземе посилни, бидејќи попусто е само да покажуваме нашата моќ кога се наоѓаме во добра ситуација. Так, и да сватиме дека ја поседуваме и дека секој човек може на некој ниво да се воздигне и од најголемата криза. Да. Значи Бог дал шанси, дал виталност, дал некоја опција, дава и чуда да се спасиме. Тоа не значи дека ќе пропаднеме. Луѓе со најтешки болести што се вели веруваат дека ќе биде подобро заради љубов кон децата или заради X фактори кои ги одржуваат во овој живот, на крај победуваат болеста. Едни рудари во Чиле пропаднале длабоко во земјата, се случила катастрофа додека биле во окното, на крајот го најдоа спасот. Преку 66 дена и повеќе, значи беа што се вели под земјата. Да. Ама ги одржуваше волјата, вербата и поврзаност. Значи на луѓето им е потребна подадената рака кога се во криза, кога се во тешкотија. Ама ако самиот не си ја подадеш раката, тогаш прашање дали може другиот да ти ја подаде. Дури нели тоа има една македонска народна приказна. Значи паднат во што се вели убезната и му се вели дади ја раката, не ја дава раката. Сега да не кажам за која професија се работи. Едноставно тој не верува во другите, не верува дека може да се излече. Ако не ја подадеш раката, дали кон Бог со молитвата, дали кон судбината со позитивната мисла, дали кон себе си со негување на својата душа, дали кон блискиот со разговор, со една толеранција, со отварање на нештата, а не живење во гнев, живење во незадоволство, во фрустрација, разнебитување заради X фактори од минатото кои не можеш да ги промениш, а можеш само да ги прифатиш, не можеш да напредуваш. Така што во суштина има неколку форми како ние да тераме напред во животот, тоа една од нив е прифати го тоа што не можеш да го промениш. Што не можеш да промениш? Минато, прифати го. Ама имал болки, страдања, ама не сум успел, ама таму некој кој што бил неквалитетен просперирал во професијата, ваму партнерот голема љубов, жртва, посветеност му дадов, на крај ми изневери или ме остави. Прифати го. Ваму децата па некогаш не слушаат, си тераат по свое, неќе да се консултираат. Па прифати го и тоа. Еден ден ќе созреат, па ќе сватат дека и они грешат. Значи прифати ги нештата, дека си бил болен, дека нешто не ти се отворило, дека во семејството биле такви условите, си се родил во таква држава, во такви околности. Прифати го. Но тоа не значи остани на тоа ниво. Потоа почни да бараш решение. Едно од решенијата е да се опуштиме.
Ние сме константно во грч во стегнато. Тоа делумно произлегува и од медиуми, произлегува од транзиција, од приватизација, произлегува од разни борби и неизвестности и тие борби и неизвестности нас ни програмираа страф. Да. Зашто? Се плашевме кога се осамостоивме. Тој референдум дали ќе успее. Се плашевме како ќе помине приватизацијата. Се плашевме во транзицијата. Се плашевме за работни места. Се плашевме што ќе се случи ако дојде до некој граѓански судари таму, што се вели данес кажувам војна. Се плашевме како ќе обстане во односите со луѓето следеше отуѓување. И ден се плашиме од короната. Да. Значи ние константно се плашиме. Да, у континуитет. Кога човекот се плаши, тој се стега, се блокира, тој мора да се заштити, тој прави штит, тој не е опуштен. Но и стравот го намалува духовниот имунитет. Так. И сите тие стравови создаваат стрес. Еве се оваа чаша со вода, како што гледаме, солидно е наполнета. Но ако сега ние ја дополнуваме, таа вода нема кај да оди. Таа мора да протече. Така и кај нас. Ако ние живееме под стрес, под напнатост, под песимизам, кон разјадување, кон неизвестност, кон блокада на енергијата на вибрацијата, еден ден тоа ќе се одрази на нашето тело, на нашиот организам. И сега се докажа, најмоќниот штит од коронавирусот е сопствениот имунитет. Ако ти е посилен, ако си го негувал клетките, ако си пристапувал со љубов, ако си вежбал, ако си се движел, ако си барал решение, ако некои болести си ги надминувал или не оставиле трага, кој ќе дојде заканата наречена коронавирус, нема каде да те фати или послабо ќе те фати и ќе најдеш решение. Па потоа мислите, па навремена реакција, па барање X решение во позитивна смисла и на човекот му дава опција, што значи не дека ти ако сега добиеш коронавирус дека готово ти ќе пропаднеш. Не, може да се спасиш. Ако се спасиш, треба и животот веќе да го што се вели да го трансформираш во друга насока. Што кажавте, да бидеш благодарен. Прво што си се спасил или да бидеш благодарен што не те зафатило и да бидеш благодарен што се одржуваш, да бидеш благодарен на другите затоа што си добро што не те изместиле. Значи сега до тој степен дојдовме. Ако некој не измести, не изневери, не што се вели искористи, не навреди, ни требаме среќни. А гледате другата страна. Ние требаме среќни ако некој ни даде поддршка, ни даде убав збор, ни даде верност, ни даде љубов, ни даде внимание. Ние тоа требаме среќни. Но сега се сврте да работите, биди среќен, веќе не си нападнат, не си болен, не си толку сиромашен, не си да речеме да не знаеш што со себе да правиш. Видите во 21 век најсилната болест произлегува од здодевност. Не знаеш што да правиш. Потоа најголемиот страв произлегува од сиромаштијата. Доминантно најмоќниот страв произлегува стравот од смрт или стравот од напуштање, понекогаш и за блиските. И сега гледајте како човек во современо живење, кај што ги нема механизмите надворешно како да се подкрепи, во смисла да има некоја едукативна програма, да има нешто што он ќе следи па некој ќе го мотивира, да има каде и од што да се насочи. Он мора да работи на себе, на реактивирање на сопствените механизми, да се справи со сопствените стравови или програми кои му произлегуваат, што се вели може од детството. Бидејќи родителите, еве да земеме сега не гледаат и млади, или во тие соодветни години, се плашеле за нивните деца дали ќе изгубат работното место во времето на приватизација и транзиција. Некој се плашел дали со здравјето ќе биде добар, бидејќи имаме енормни загадување на воздухот. Некој се плаши во меѓучовечките односи, стана исклучително присутно неверството, сплетките, изневерувањата и ред аспекти кои што го загрозуваат. Значи гледате, родителот се плаши, програмот се пренесува. Така е, од партнерот, од општеството, од средината, од коронавирусот, од непосредниот контакт, го живее на вибрационо ниво на страв. Како го пренесува на децата? Исто така, стегнато, блокирано и тогаш ги стега децата. Децата пак го немаат компас од каде да се насочат, слабо се програмираат на едукација, на себе надградба, на позитивна волја, на афирмација, на верба во Бог, еве ви проблем. Така што сите нешто се со се поврзани, ништо не е случајно, бидејќи некаде ние сме го, што се вели, промашиле програмот. Тој програм е на колективно несвесно, тој програм е на индивидуално ниво. Програм на колективно несвесно, архетипот тоа според Јунг на нашето население, на нашето граѓанство, е со изместени вредности. Екзистенција во болно општество. Болното општество почна да ги јаде своите деца, своите граѓани. И затоа нашите граѓани се доминантно ориентирани кон антидепресиви. Нашите граѓани на сите мерења што се испитани статистички се третираат или се чувствуваат како несреќни. Од каде таа последица, поради која причина? Јасни се причините, но тоа е за некоја наредна емисија. Докато додиме ние на позитивните дози.
Да. Како решение. На излезот. Да, затоа што ние овде ако констатираме аномалии имаме многу да зборуваме. Да видиме сега како тие позитивни дози, како што тука и во книгата се напоменати. Замислете, некој човек се полни со тоа што ќе оди во природа. Јас лично одам на планини. И вие не знаете каква доза таа е убава, прекрасна доза да шеташ, понекогаш сам да шеташ. Да едноставно да се опуштиш, да почувствуваш природата, да видиш меѓу дрвејата, да видиш кај што ги газиш лисијата, да видиш покрај реката и да видиш било каде, ти позитивна доза. Планината или природата, или реката, или се што не обкружува. Потоа некој оди, моја драга блиска пријателка, баш претходно разговаравме, вели позитивна доза, одам во манастири. Одам во тие Божји храмови, прави молитва, се опушта, посетува, се смирува, добива позитивна доза, се ориентира кон Бог, кон себе, добива едно смирение, едно внатрешно спокојство. Значи, гледате, контра на тој тензичен живот, живот на надпревар, живот исполнет со страв, живот кај што стресот и тие стресогени фактори константно те разјадуваат, мирот, спокојството, опуштеност. Каде го постигнуваш мирот, спокојството, опуштеноста? Некој го постигнува, оди на риболов. Друг оди во природа, шета во планина. Трет, со читање на ваква книга, па подзабележување, па од тоа што го прочитал ќе го напише во тетрадката, па го размисла, го работи денеска со тоа копира. Некој во работата креативно се ориентира. Некој во Божји духовни храмови се предава на молитва. Значи, дали постојат механизми, некој во готвењето. И готвењето создава една голема прекрасна вибрација. Значи, ние можеме да се разјадуваме, да се себе обвинуваме. Најголемата болест произлегува од чувството на вина, од грижата на совест. Чувство на вина затоа што сум виновен. Па сега што да правиме? Може би си изгрешил во нешто. Ама тоа не значи да останеш на тоа ниво. А може некој ти наметнал вина. Па партнерот ти наметнува, не ми се посветуваш доволно, па не ми даваш љубов, па не си истиот како што беше, не анализирајќи се како таја е кон тој другиот. Па некој на работното место те притиска, ти прави мобинг, бара повисоки резултати, бидејќи во капитализмот клучно е профитот, клучни се тие резултати, а не е клучно да се работи во пријатна атмосфера, да се создава креативност, да се создава еден вид на комплементарност, на поврзаност со луѓето. Туку се бара резултати. Деца ни бараат резултати, направите пари за да ни биде полесно, партнер бара резултати, посвети ми се, треба се околу мене да се вртиш. Тој е притисок кој што нели тешко може да се издржи или притисок со кој што доколку секојдневно се живее, а не се бара начин како да се излезе од сето тоа, создава понатака и многу голем дисбаланс во организмот, при телото, а така се доаѓа и до нели здравствени проблеми. Вака слушајќи го сето ова, Зоран, мене ми навираат безброј прашања, не сакам да те прекинувам, бидејќи сето ова кое што го зборуваме е важно да се следи, да се слуша со внимание, иако е добро да споменеме дека сето ова кое што луѓето можеби го прочитале, го знаат, некогаш го практикуваат, некогаш не толку, па за нешто имаат изговор зошто тоа не го прават така. Во денешницата во која што живееме и во секојдневието кое што ни е сето она од уклучување на компјутер, па од уклучување на телевизор, телефон, социјални мрежи, медиуми, информации и сите тие бомбардирања со најчесто негативни информации, особено пак рековме и овој корона период е нешто што колку и да сакаме да бидеме позитивни, кога ќе слушаме информацијата, за момент може да ни се намали вибрацијата. Сега клучно е подигнување на вибрацијата, држање на висока вибрација и елиминирање или пак игнорирање на оно кое што не обкружува, и тоа е навистина можеби тешко да се постигне, но од друга страна не можеме да се излажеме себе си, јас ќе бидам на висока вибрација, добро се чувствувам, среќен сум, а не е тоа така, или тоа не е наша емоција. Значи ниту можеме да се излажеме себе си, ниту можеме да го излажеме универзумот, бидејќи како зрачиме, така и привлекуваме. Тоа е една мисла и од книгата или општо позната за сите. Како емоционално се чувствуваме, така влијаме на разумот. Не е точно дека разумот влија на емоциите, туку нашите емоции, ако се стегнати, напнати под страв, под гнев, влијат на нашиот разум. И соодветно на нашата емоција ние така размислуваме. Значи, замислете колку е мокна емоцијата, те како ги анализираме, овде немаме време за страстите, анализираме за душата, за духот. Значи, тие категории создаваат една комплетна слика за човекот. Туку, ова што го кажавте, притисок. Значи, зборуваме сега за некои форми кои нас не отуѓуваат од себе си. Притисок кој ни се создава од надворешна гледна точка, притисок кој си го саме од внатрешна гледна точка. И ние се притискаме константно да бидеме добри исполнети. Па сега временски непогодби или се менува времето, некои чувствуваат реуматски промени. Значи, гледај, не можеш да го контролираш тоа.
ти се наталожило, ќе ти се одрази, не можеш да бидеш тогаш опуштен. Понекогаш и аспектите не се добри, она што се вели од астролошка гледна точка, не се добри планетарните влијанија, може малку ќе се осетиш меланхоличен под еден вид на криза. Па прифати го, тоа ќе помине, се движи, се тече, се менува. Така што притисокот е голем проблем, отуѓувањето е сериозен проблем, луѓето не се блиски, короната дополнително им создаде проблеми на луѓето. Потоа немањето визија или преповторувањето на повредите, жртвите или грешките, и веќе страфиме на луѓето да се отворат, мало работење на себе си, едукативни содржини, и ние се подлегнуваме на таа лоша вибрација или лоша информација. А таа лоша информација може да произлезе од медиуми, може да произлезе од надворешен фактор, може од некој наш близок кој не ги решава проблемите, кој се разјадува, а нас не товари, ни создава енергетски вампиризам. Сега, како таа лоша информација, која што ние ја попримаме, да ја трансформираме, да ставиме еден штит и од тука натака да одиме во позитивна вибрација. Првично треба да детектираме дека слушаме лоши информации. Па не мора да ги селектираме. Еве, искрено ви кажам, премногу лица може да бидат инволвирани во нашиот живот и ние да бидеме во опција со сите нив да комуницираме, со сите да слушаме, да се слушаме, со сите да пишуваме на Facebook, со сите да разменуваме и ние да се изгубиме во суштината и да преидеме во површност. Туку треба да се определиш, што се вели, да се определиш за она што те стимулира, она што те подига, она што ти дава една волја, она што ти создава една внатрешна хармонизираност. Како тоа да го знаеш? Да се опуштиш и да се почувствуваш. А ова ме полни, ова ми е убаво, ова ми создава подигање енергија, ова ќе го правам. Дури има музики, хепи музика која ќе ја слушаш, па некако ќе те подигне. Има луѓе со својот глас ќе те одбијат, има луѓе ќе те привлечат. Има теми кои ти создаваат задоволство, има теми кои што те иритираат, те фрустрираат. Има места, има ситуации кај што ти не се чувствуваш убаво, некаде кај што ќе посетиш некого, ти се празни енергијата, има места, ситуации кај што ти се полниш. Само концентрира се, што се вели најлогички пристапи. Земи тетрадка и запиши. Запиши каде се полнам, каде се чувствувам убаво, што е тоа што ме благородува, кои методи ми помагаат. Па почни да ги работиш, нека ти станат навик. Па секој ден полни се. Па секој ден, јас денеска. Општо сум решил 10.000 чекори да правам секој ден. Нели има на смартфоните? Да. И да се измери. Да. И мене ми е тоа целта секогаш кога можам. Така. Тоа па некој да прочита книга. Зашто да не прочита? Зашто ние да останеме на тоа ниво на знаење, демек никој не чита и ние нема да читаме. Па дај малку, едуцирај се. Не се знае утре со кои лица како ќе дојдеш во контакт. Па некоја идеја ќе ти дојде. Значи сакам да решам дека товарите се насекаде околу нас. Ако им дадеме предност на товарите, дополнително се товариме. Излезот или што се вели симнувањето на товарите се исто така присутни околу нас. Ако имаш голема криза, разговарај со експерт. Ако нешто те измачува, не биди во 4 зида, отиди во природата. Ако пак нешто не можеш да го разрешиш, ти во моментот земи, прочитај, може ќе ти дојде идеја. Ако нешто па депресивно ти произлегува, слушај музиката, гледај го филмот, следи некоја документарна програма и било што барем за малку ќе ти ја подигне вибрацијата. Животот преку ноќ не се мено. Да. Тоа се мали чекори кои создаваат голема промена и затоа се вели за информацијата, уште ова ќе го кажам. Некои лица, ова Конфуциј го кажам, некои лица не знаат и тие не знаат дека не знаат. Значи не знае, ништо не знае, ти си со него, тој избегнувај ги, тој е опасен. Тој не знае, мисли дека знае. Многу е рискантен и треба ти со него да внимаваш, бидејќи тој е полн со его. Некои лица знаат, а сметаат дека не знаат. Тие се деца, пробуди ги. Тие даде им шанса. Тие знаат, ама не се сигурни во себе си. Некому треба подадена рака. Некои лица знаат и знаат дека знаат. Тие се мудрици, следи ги. Значи гледате, внимава на тој кој што не знае и не знае дека не знае, тој никаде не напредува. Внимава на тој кој што не знае, а мисли дека знае, тој е преопасен, ќе те однесе по лошиот пат, дали општество, дали поединец. Овој кој што знае, а смета дека не знае, тој е многу битно да го поттикнеш, што може твоето дете, твојот партнер, даде му шанса, отвори му ги патеките, било како работи на него, но најклучно препозна го тој кој што знае и знае дека знае. Тој здрачи се убава енергија. Зашто тој да не бидеш ти? Да. И ти да си тој што знае и знаеш дека знаеш. Сега ние се не можеме да знаеме. Затоа Сократ станал најмудар од сите таму во Атена, бидејќи он знаел дека не знае. Значи ова ја не го знам, ама тоа не значи дека ќе останам на тоа ниво, ќе барам решение да барам. Понекогаш најголемата мудрост, Лао Цзе го кажал, произлегува од тишината или од природата.
вели, влези во собственото тао, во собствениот внатрешен мир, проникни во собствената тишина, тука се кријат одговорите. Асоцирајќи дека премногу мудрување, премногу рационализирање, премногу размислување, премногу барање брзи решенија, создавање притисок, може да те изгуби во мрежата на менталните борби. Значи, опуштена природа, тихување. Дали ние тихуваме, дали ние се опуштаме, тоа кај исихастите, кај христијанските монаси, било клучно да тихува, да се концентрира, да се смира. Значи, земат воздух, се опуштат и се смират. И таа божествена светлина да ги ја почувствуваат. Некои со молитвата, во Божиот храм, некои на било кое ниво во контактот со природата, некои двајца да стојат тука, да седат, па може да тихуваат. А не само мобилните телефони, па разни информации, па разни влијанија, па разни лица, па да не се осеќаш осамен, градиш односи во кои што си дополнително осамен, влегуваш у партнерства во кои не се облагородуваш, кои дополнително те разнебитуваат, ама битно не сум осамен, сум со некого, а всушност живееш површно, неавтентично, стегнато. Па и тоа е страв од осаменост. Така е, па тоа е сериозен, не ги офативме тие. Па кај што и за програмирање, тако има време и за тоа ќе ви проанализирам нешто. Па мислам дека имаме уште, ќе ми кажа точно држијата, уште неколку минути, ако добро гледам тука, уште 3 минути до крај. Јас Зоран дефинитивно ќе да закажем уште една следна средба и ќе знаат и нашите гледачи, бидејќи навистина е ова една голема тема за која што и треба и многу повеќе да се зборува. Веројатно во ова секојдневие повеќе живееме во надворешниот свет и тоа што се случува во надворешниот свет, а она што е потребно и што можевме да слушнеме е да влеземе во својот сопствен внатрешен свет, првенствено да посветиме време на себе, љубов кон себе, кон она што го правиме, да детектираме каде и со што се чувствуваме добро, да го следиме тоа чувство и да подигнеме вибрацијата. Тоа е начинот или патот најблиску или најлесно, поедноставно, ако може да го направиме, но треба да имаме да ни кликне или како велиме оној момент дека тоа е тоа нам што ни треба, се додека спиеме и не сме свесни дека тоа ни треба, ќе продолжиме по истиот пат по кој што сме и патот кој што можеби не ни се допаѓа. Јас само за крај во овие 3 минути и пред да прашам за книгата каде може да најдат оние кои што сакаат да прочитаат, еден дел од книгата Позитивна вест вели: врз структурирањето на позитивниот дух на човекот влијаат многу фактори, но најкарактеристични се зрелоста на личноста, оптимизмот, самодовербата, рационалниот пристап, поддршката од блиските, убеденоста дека на крајот се ќе биде добро. И ова е едно, ако може да кажеме, резиме на ова кое што го кажавме. Значи веќе кога сме на програмирање, кај што веќе да го елиминираме стравот, кои несвесно ни го пренесуваат и родителите и блиските и околината, одиме на поинакво програмирање. Овие сега барем 6 точки, категории, да ги имаме во себе си или пак да ги запишеме. И ако треба на врата да ги ставиме. И да речеме, работам на самодоверба, работам на позитивна вибрација, на оптимизам, работам на добар однос со блиските, работам на опуштање, работам на бегство од притисок. И работам да што поретко бидам опфатен со негативната вибрација. Зашто тоа да не биде наше програмирање и константно да го постигнеме? Затоа што се е поврзано со мирот и спокојството. 2 точки сега стана во современото живење. Здравието и мирот или спокојството. Ништо не е побитно од тоа, а тие две ја носат хармонијата. Со сето ова кое што ни се случува, свативме дека тоа навистина е така и дека тоа навистина е најважното. Само за крај, Зоран, пред да се заблагодарам, каде ќе може да најдат читателите, гледачите оваа книга? Па таа може некои што се од натрешноста да порачаат од мене лично, ќе ми пишат на Facebook, преку карго ќе ја испратам, инаку ја има во или Топер култура. Ти донесе за мене еден подарок, ти благодарам навистина од срце и јас верувам дека денеска допревме до нашите гледачи, до оние кои што им требаат вакви теми и вакви содржини да можат и да се книгата да се ја добијат, односно да се ја набават и да прочитаат многу повеќе совети кои што ги има во книгата, а јас верувам дека ќе се видиме во иднина со нови следни теми кои што ќе ги разработиме тука. Секако со задоволство, секој се интересни разговорите тука во Телба со вас исто, така што слободно можеме поканите, јас сум секогаш подготвен да дојдам да направиме интересна емисија.